доколку евентуално од било какви постапки после тоа во таа спогодба која е склучена и подпишана од нивни представник, евентуално би можело да произлезе за било каква штета. Сето тоа го прави неподобен да може истиот да биде вештак во оваа постапка. Исто така спорен е и изборот на овој вештак, затоа што изборот на вештакот го направи судот надвор од законските прописи по предлог на обвинителството за точно одреден вештак. Кога суд определува вештак, законот предвидува да тоа се направи во присуство на двете странки со случаен избор, односно преку системот да се уклучи и да се определи вешто лице од соодветната област кое што би го извршило вештачењето. Така што сите овие околности се спорни околу тоа дека ова вешто лице може да го изготвува, застапува, брани или се појави воопшто како вешто лице во овој предмет. Сакате да кажете дека судот кога одлучувал ова лице биде вештак, дека вие не сте биле запознаени или? Судот тоа го одлучи како процесно решение на главна расправа. Една од претходните главни расправи во претходната постапка. Не во актуелната постапка и не актуелниот совет. Но тоа е спротивно на законските одредби. Во таа насока дури има и од коалицијата за правично судење произнесување, согласно кое се произнесуваат дека надвор од сите законски прописи е извршен изборот на ова вешто лице и определувањето од страна на судот. Ниту во како од аспект на моментот кога тоа можело да се направи, затоа што е во фаза на изведување на докази на одбрана, а не во дополнение, ниту од аспект на тоа дека е изведено со случаен избор, туку се прифаќа предлог на обвинител.